Кога од авионот го видов синилото на Тиренското море, почувствував, се враќам дома. Секогаш, кога од Македонија доаѓам во Италија, во Чечарија, имам чувство на припадност, затоа што сме многу слични како народ, темперамент, гостолюбивост, пейсаж, битов и суров во исто време. Како и секогаш, на аеродромот не чекаше нашиот драг пријател, голем скулптор, поет, почесен граѓанин на Охрид, маестро Винченцо Бјанко. Сега, за прв пат одам во Виконе Лацио. Патот е многу сличен на оној кој води кон нашиот Охрид, градот на УНЕСКО. Прв поглед на Виконе Лацио, град тврдина, на 721 метар надморска височина, а се наоѓа во подножјето на планината Мона. Сограден е во 1000 година етрурски град со 25 кули и 3 влезни врати. Тука е заробена историјата, традицијата, уметноста. Времето овде е запрено. Во градот можете да ги видите римскиот лак на Свети Андреј, портата Гуарчино, една од трите влезен во готски стил, портата Ортичели, романски стил, црквата Свети Мартино, соборниот храм Свети Архангел Михаил, црквата Света Марија, црквата Свети Роко, палатата на гувернерот од 13 век, а денес седиште на библиотеката на Музеот за мир на маестро Бјанки. Најпрвин да се запознаеме со градоначалникот. Јас сум Клаудио Гвардиере, градоначалник на општина на Вико дел Лацио во провинцијата Фросиноне, а во регионот на Лацио. Ве молам, кажете ми нешто за Виконе Лацио, она што е најважно. Вико е град од предсредниот век, од 1000 година. Градче тврдина, каде порано беа одбранбените војски, бидејќи сите овие општини беа тврдини. Обиколен е со ѕидини од 1,5 километар, со 25 кули, посматрачници и 3 влезни порти, кои порано беа затварани на крајот од денот, кога сите луѓе веќе беа вратени. Овде живееа многу историски личности, како првиот министер на Република Кавуро, кога е оформена Републиката. Потоа Пјетро Сербини, кој беше и роден во Виконе Лацио и кој е меѓу првите министри, а потоа се редат и други личности. Меѓу 1000-та и 1200-та година. Ние сме под Апенини, планината Мона и се граничиме со Абруцо, со националниот парк. Andiamo a confinare con la regione Abruzzo, col parco nazionale. Ma questo è una davvero magnifica città. Ова навистина е прекрасен град. Како се одвива тука туризмот? Come si fa il turismo qua? Il turismo si fa con la pubblicità. Sì, lo so. E offrendo туризмот се прави со реклама и се нуди она што се има. Убавина, култура, пейсажи, па да кажеме и кулинарство, традицијата на кујната, занаети. Tradizioni di cucina, le tradizioni di mestiere, quindi questi comuni potrebbero vivere, diciamo, di turismo. Овие општини би можеле да живеат од туризам, затоа што овие градчиња на југот на Италија немаат ништо што би можеле друго да понудат од она што го имаат на север од Италија. Но и овде на југот
Овие места кои се посетуваат се свртени кон туризмот, само што би претребало да направиме голема реклама за да не запознаат, да го привлечеме вниманието на оние што гледаат телевизија и да ги видат овие места. Добро, правите ли реклама? Луѓето треба да ги видат убавините. Например, одите во Рим да го видите Колосеумот, неговата убавина. А овде да ги видите убавините на овие најстари градчиња. Целата општина 50.000 метри квадратни, обколена е со зидини со 25 кули внатре. А колку жители имате овде? Во внатрешноста над зидините се малку, а целата општина има 2400 жители, а во зидините 500 жители. Видов кога одев по улицата дека сите се познаваат. Ова е како една голема фамилија. Во овие мали општини, да кажам, сите се познаваме. Поголем дел од нив се и роднини, затоа што фамилиите се на оваа територија. Има огромен број и на исти презимиња со стотици години. Sono quelli più diffusi, quindi quelli vengono dalla stessa famiglia in centinaia e centinaia d'anni. Знаете ли за Охрид? Не. Сум чул за Охрид, но не го знам. Охрид има езеро најстаро во Европа, а градот е многу поголем од овој. И дали постојат услови да се збратимиме? Тоа би било многу добро. Може да се направат и размени, како што правиме и со другите земји. А со Македонија? Други земји во Европа со Македонија го имаме само овој контакт со вас преку професорот Бјанки, но тој почесен граѓанин на Охрид. Би можеле на драга волја да го направиме контактот, размена на млади, збратимување. Ние сме ви на располагање. Possiamo fare dei scambi dei giovani, gemellaggi, quindi noi siamo a disposizione. Во овој град се дише свеж зрак, чист. Се слуша тишината во овој за мене непознат простор. Уличките се тивки. Чекорам, цекиња на прозорците, фонтани, плоштадчиња и постојано скали. Неколку кафетерии, а луѓето овде тивки, пријателски настроени. Овде се вдишува минатото. Град музеј. По една брза посета на музеот, отидовме во еден традиционален ресторан, каде доаѓаат на вечера гости од Неапол, кој е познат и многу сличен на наши ресторани. Тука дојдовме со пријатели. Да видиме малку кујната и газди. Voi siete proprietari di questo ristorante? Вие сте собственици на ресторанов? Колку време постои? 44 години. А тоа е многу, навистина. Non è tanto, non è troppo? Abbastanza. Abbastanza?
Era così o va bene adesso? Беше ваков од почетокот или има некои измени од тогаш? Секако дека е реновиран, но во ист стил. Ова е мажот ви? Само вие го водите ресторанот? Не, со нас е и нашиот син. Adesso non c'è. Va bene, ma prima abbiamo mangiato. Предходно јадевме паста. Дали овде ја предготвувате и како? Па знаете, јајца, брашно, но за колку време? Va bene, ma per quanto tempo? Ogni giorno, un giorno sì. Те ја приготвувам секој втори ден. Зависи колку гости ќе се најават. Имате ли доста посетители, странци? Да, доаѓаат странци и наши од други градови. Ова е еден прекрасен град и вреди да се види. Come si chiama questo ristorante? Како се вика ресторанов? Фонтана ла Макија, затоа што овде постои и една фонтана. Sì, qui si chiama Fontana la Macchia, allora abbiamo messo il suo nome. Ho visto anche le... Овде ги видов и наградите Златни ѕвона. Да, тоа се награди од Министерството за туризам и победив меѓу 300 конкуренти. Questo è un premio di turismo, sì, un premio, fecero un concorso gastronomico ma questo ristorante è tradizionale. Ова е традиционален ресторан, што се јаде овде. Се јадат фетучини, равиоли, таљатели, лазањи, канелони, равиоли, пици и се прави на дрва. Vi auguro davvero questo Ви честитам, ресторанов е прекрасен. Се наоѓаме во еден прекрасен ресторан со наши пријатели. Нашиот пријател Винченцо Бјанки, кој е почесен граѓанин на Охрид и многу познат кај нас. È molto conosciuto da noi. Con il signore. Со господинот Франко Велитри, кој работи со Македонија, со мермер и травертин. И ајде, кој ќе биде прв? Винченцо? Va bene, chi va prima? Vincenzo. Perché noi siamo qua? Зошто сме овде? За да се сретнеме овде и за да го продолжиме разговорот што го започнавме пред многу години за запознавањето меѓу народите на Ciociaria и Македонија. Tra la conoscenza dell'unione tra la provincia di Frosinone, la Ciociaria e la Macedonia, ma anche per un particolare molto. Нешто уште посебно е врската меѓу Македонија и Ciociaria. Посебно и мислам дека во овој ресторан кој е прв во Лацио, верувам дека ќе се чувствуваш овде како во Македонија, како дома. Che arriva dal Lazio, che tu poi hai espresso il desiderio di visitare e di proporlo come paesino al tempo felice per chi dalla Macedonia. Овде е и мојот музеј посветен на Галилео Галилеј. А среќен сум што се познавам со Франко, и тоа многу години, дека работевме заедно и работиме заедно, и тоа со големите скулптури од мермер, создадени во Македонија и во многу други земји, а првиот што го направив е во Тоскана, потоа во Португалија, во Рокадарче и во други земји. Franco, quanti anni siete amici? Колку години сте пријатели? 16 години. 15 anni. Va bene, e la collaborazione con la Macedonia come va? Соработката како ви оди? Соработката со Македонија е многу добра, но се зависи од времето. Ако нема снег, ако е студено, не се работи. Значи дека треба убаво време. Но сепак вие земате травертин. Сега се надевам дека времето е добро и ќе дојдеме да ја завршам работава. Ritorniamo per collocare un po' di materiale, la possibilità che c'è di lavorare. Vincenzo ha detto che voi fate insieme. Винченцо ми кажа дека вие работите заедно. Каде се тие скулптури? Во главном во Ciociaria.
Но ако се сеќавам, тоа е на патот на отпорот во Вале Мајо, скулптура една пота во Фонтана Лири. На патот на отпорот ја направив омаж, скулптура, како благодарност на сите луѓе што ми овозможија да го работам она што ме прави среќен, за да го живеам животот поцивилизирано и демократски. La Macedonia è il Sivec, bianco Sivec. Sivec. E quindi comprare un blocco di materiale in Macedonia. Македонија има прекрасен мербер сивец и бел мербер. Ma con noi ancora un signore. Со нас е уште еден господин кој се вика Лучано D'Abruzzo. Solo Luciano? Luciano D'Abruzzo. Ah, D'Abruzzo, va bene. Lei mi ha raccontato. Ми рековте дека сте композитор, но ми кажавте дека ве инспирираше да напишете една песна. Va bene. Tu hai fatto una composizione ispirata da Vincenzo. Sì, io ho scritto una canzone. Покрај сите разговори што ги имав со Винченцо и кој ме научи на многу нешта за работата, за љубовта, всушност ми го покажа патот кон успехот. Vincenzo, però per me è un maestro perché già da piccolo mi ha insegnato tante cose, anche avendolo visto soltanto per un mese al lavoro, io ho capito tutto l'amore per l'arte di Vincenzo, anzi forse lui mi ha. Тоа е песна посветена на мирот, на чувството да се почувствуваме исти. Io ho scritto questa canzone dedicata alla pace e al sentimento di sentirsi. Да го посакаме збратимувањето меѓу народите. Тоа е ветерот на мирот, посветена на младите на Европа. На почетокот да почувствуваме дека сме европјани, а потоа да ја направиме Европа. Dopo queste conversazioni con il Vento Pace, che è stato un omaggio ai giovani d'Europa, perché pensavamo che bisognava prima diffondere il sentimento di essere europei e poi iniziare a costruire l'Europa. E dimmi, tu hai. Имате ли снимено CD-а? Да, со оваа песна, меѓутоа имам и други CD-а, вкупно 5 со 30 песни. Quanti? Ho fatto 4 CD. Sono conosciuti in Italia? Познати сте во Италија? Доста познат, но треба да бидам уште попознат. Меѓутоа, ние сме повеќе окупирани со чувствата отколку со бизнисот. Чувствата имаат тежок пат, но ние одиме понатаму, пеејќи за чувствата, љубовта, мирот. Però ci siamo e andremo avanti cantando i sentimenti, l'amore e la pace tra i popoli. Верувам дека ќе ве видиме и во Македонија. Со задоволство би сакал да дојдам. Ви благодарам. Sarei felice. Grazie.
Утрената го продолживме патувањето низ провинцијата Фросиноне, за да застанеме во Изола дел Лири, град кој во минатото се викал Инсула Филиорум Петри, град разделен и обиколен од реката Лири. Во самиот центар е каскадата Гранде, која паѓа од 30 метри височина, од чија убавина ви се запира здивот, а единствена е во Италија. Овој град е познат по културни манифестации, национални и интернационални, а и по своите сладки. Влеговме во најстариот бар сладкарница Факини. Од каде сте? Од Чешка. Како дојдовте овде? Се омажив тука, во овој прекрасен град. А колку време работите овде? Овде сме веќе 3 години. È una bellissima città, davvero? Sì. Од каде сте? Од Македонија, од телевизија Морис. Ова е собственикот на телевизијата. Мило ми е, јас сум Алич. Јас сум Бјанка. Мило ми е. Siamo della televisione Moris. Sì, questo è il proprietario della televisione. Piacere Alice. Alice. Alice? Sì, Alice. No, esiste una, sono Bianca. Ah, Bianca. Sì, Cristina. Ah, ok. Grazie signora. Grazie a voi, grazie a voi. Va bene, da quanti anni esiste? Вие сте собственичката? 45. Вашето име? Марија. Од кога постои овој бар сладкарница? Веќе 45 години. Многу долго. Цел еден живот. И секогаш е истиот. Го реновираме, а и нашите деца работат со нас. Всушност, целата фамилија. Тортиве се прекрасни. Кој ги украсува? Керка ми. Штета што сега не е тука. За венчавки се? Прослави. Што имате се во овој бар? Торти, сладки, кетеринзи за приеми. А ова се моите внуци. Ова е слика фонтана под снег, а тоа е реткост. Патот не водеше кон Чивитела Ровето, во регионот од Абруцо, познат по своите вина. Но предходно запревме во ресторанот Ривер да ја пробаме пастата, чие приготвување трае само неколку минути. Можете и сами да се уверите.
Ривер се наоѓа на реката Лири, на чии брегови расте лаванда, а во непосредна близина е и спортскиот центар. Овој регион е многу познат по вина. Да, и тоа речиси еден од најдобрите во Италија, регионот Абруцо. Навистина, виното од Абруцо е многу важно и затоа во Италија во последниве години е едно од најдобрите вина. Само во Италија? Не, тука е познато и во целиот свет, посебно во Америка. Во италијанското производство е застапено со 30%, а во Абруцо со 93%. Ова вино е единствено? Да, тоа е името на производителот. Unico. Unico, no? Unico l'azienda. Unico Кој вино од овие е најдоброто? Сите се добри. Зависи од вкусот, а сите си речиси на исто ниво. Ме интересира колку чини да се купи едно шише во продавница. Sono vini, diciamo, medio-alti. Во продавница едно вакво вино чини меѓу 10-12 евра, затоа што е посебно, а затворачот е од стакло, а другите 7-8 евра. Значи сите се над 6 евра. Да, тоа важи за добри и квалитетни вина, но има вина и од 25 и повеќе евра. 7-8 euro, dipende. Comunque tutti sono dopo 6 euro. Sì, per essere un vino di qualità. Buono, 6, 8, 10, poi sono da 20, 25, 30, 50. А сега да го видиме и нашиот апартман, тоа каде што сме сместени. Come prima mi devi Молам, presentare? представете се. Allora, io mi chiamo Raffaele, Јас сум sono Рафаеле il responsabile di и questa attività. одговорност È un bed and breakfast ми се in моите Borghetto, апартмани, San Chiovico, Боргето, e sono Вико tante и уште piccoli некои кои се appartamentini, специализирани за quindi туристи. che sono a disposizione per i turisti. Ова се единствените апартмани овде во Вико? Точно. 3 поголеми Sono 3 апартмани. appartamenti. Нема друг хотел овде? Не, само моите апартмани се. Единствен сум. Sono unico qui. Има ли туристи? Sono 6 anni. Многу. И италијани, и Tantissimi. странци. Italiani e Кои? anche stranieri. Сега имам французи, швајцарци и уште некои од околината и уште неколку од Канада. Ho avuto anche Дошле un дури овде. Да, имаат овде canadese. роднини. Qui a cerca dei parenti suoi. А од кога се апартманите? Веќе 6 години. Da quanto tempo tu hai questi appartamenti? Sono 6 anni. Ho iniziato con uno piccolino. E На adesso почетокот беше еден мал, а потоа почнав да се проширувам. Така, сега имам 20 соби. 20 posti, ma davvero questo è un albergo, eh? diventa un piccolo alberghetto, sì. Па тоа е веќе хотел. Како мал хотел, што се наоѓа во едно историско градче тврдина. Да ве прашам, скапо е или не? Не. Што значи тоа? Економично е. И тоа многу. Колку чини? За еден гостин собата е, ама овие се двокреветни. Да, значи 40 евра за ноќ, со вклучен доручек, целосна хотелска понуда. Гостите се без никакви ограничувања, си имаат свој клуч од апартманот. Слободни се да се однесуваат како дома. Овде има и кујна. Има. Сега да ги видиме собите и кујната. Le camere e la cucina, va bene?
Во Вико, на Лацио, исчезнува и последниот сончев зрак. Звездите паѓаат врз прозорците, врз малите камени улички, врз скалите на овој заспан град повеќе од 1000 години.